Ова прашање ни беше поставено на тренингот за лайф коучинг на модулот среќа. Колешката до мене кажа дека за неја е среќа кога јаде чоколадо. Јас кажав дека за мене е среќа кога ќе го почувствувам локусот на контрола внатре, односно кога јас можам да управувам со сопствениот живот. Така што среќата има разни форми и разни ликови. Има всушност ликови колку што има луѓе на планетава Земја. Мојата професионална база во работата се хуманистичката и позитивната психологија. Хуманистичката се фокусира на позитивниот човечки потенцијал. Позитивната психологија пак како централен концепт го има концептот на благосостојба, што е еден поинаков повисок квалитет на среќа. Што е благосостојба? Да речеме, ние можеме да доживееме моменти на среќа во текот на денот. Меѓутоа, ако нашето секојдневие е полно со стрес фактори, ние нема да го оцениме нашиот живот генерално како задоволителен, дека сме среќни. Исто така можеме да доживееме моменти на среќа во една врска, во една релација. Но исто така за истата релација можеме да кажеме и дека нема генерално позитивно влијание врз нас како личности. Така што среќата во овој концепт на позитивната психологија, концептот на благосостојба, се фокусира, односно потекнува од грчкиот збор еудамонија, што значи добар, квалитетен живот. Би додала дека тоа е пронаоѓање на сопствена смисла во животот и да бидеме задоволни внатрешно од нашиот живот и од оно што сме го постигнале. Генерално, она што го дефинираме како проблем е всушност неисполнето очекување или нереализирана потреба. И за неисполнето очекување повторно нереализирана потреба. И ние некогаш не сме научени како да ги адресираме на вистински начин потребите. Не се ни освестени кај нас доволно. Зошто? Бидејќи ние се раѓаме сами, но сме биолошки предодредени на комуникација со другите луѓе, бидејќи не можеме да обстанеме сами. И всушност постојано сме во конфликт на две фундаментални потреби. Тоа е потребата за автентичност и за автономија и потребата за припадност. И дилемата е нели колку сме спремни да се откажеме од нешто свое за да припаѓаме, или колку да задржиме нешто свое, а сепак да бидеме прифатени од заедницата. Нашите родители не учат повеќе како да се однесуваме заради нивната интенција да бидеме прифатени во заедницата, а помалку се фокусирале на тоа нели како се чувствуваме и кои се нашите потреби. И од тука ние не знаеме на правилен начин да ги адресираме. Вториот услов, каде што би имале избор да бидеме среќни, тоа е дали сме активни учесници во нашиот живот или сме пасивни учесници. Дали ние мислиме дека околностите не го одредуваат животот или дека ние како се поставуваме кон тие околности. Бидејќи луѓето многу често очекуваат дека околностите ќе се сменат кон нивните потреби, дека другите луѓе треба да се сменат според нивните очекувања, а тоа не оди така. Ние најчесто и не можеме да ги промениме околностите во кои живееме, но можеме да одредиме наш одговор кон тие околности. И тука ќе го цитирам Милтон Ериксон, еден познат психотерапевт, кој вели: често не можеш да влијаеш на картите што ти се поделени, но можеш секогаш да одлучиш како ќе играш со нив. Тоа е таа активна улога во сопствениот живот. Јас се профилирам како коуч што ја подобрува и поддржува резилиентноста кај луѓето, бидејќи мислам дека тоа е најмногу тоа што им треба во денешно време на огромен број на стрес фактори и на промени што ги носат дигиталната револуција и технолошката револуција. И резилиентноста е отпорност кон, односно позитивна адаптација кон тие промени и полесно справување со стресот и со тие животни околности и животни транзиции. Целта е да се дојде до благосостојба. Мојата работа ималам на неколку столбови, што тоа би го поддржале, значи да би ја спремиле личноста нели за да дојде полесно до благосостојба. Тоа е фокусирање на силните страни на личноста и контекстот каде што може да ги употреби за нејзино добро, во нејзини цели. Второто е релацијата кон себе прифаќање и негувачка релација кон себе, бидејќи човек што нема квалитетна и негувачка релација кон себе, нема да може да воспостави ни здрави релации со другите луѓе. Третото е луѓето и релации што не поддржуваат како личности.
Тоа не значи дека некој што не тапша по рама, туку некој што не поддржува, како личност и го поддржува нашиот раст. Потоа е ефективната комуникација, за оно што го кажав, адресирање на потребите, да отвориме канал на комуникација на ефикасно комуницирање на потребите и на целите, за да се разбереме. Тоа би водело до разбирање. И последниот, петиот столб е себеизразување. Ние сме јавни личности на некој начин, сме присутни на социјалните медиуми. Себеизразувањето е во насока на комуницирање на нашата автентичност и комуницирање на нашите вредности како луѓе. И тоа ја поддржува нашата автентичност практично. И тука сакам да кажам уште едно, да потенцирам истражување на една американска психотерапевтка, Сонја Љубомирски, која ја анализирала и истражувала среќата. И тоа истражување покажува дека 50% од среќата се должи на генетика, 40% на самосвесно самосвесни одлуки и само 10% на околностите во кои некој живее. А ние мислиме дека 90% зависат од околностите во кои живееме. Која е разликата? Се тие 40% самосвесни одлуки, дали ние го чувствуваме внатрешно локусот на контрола? Дека ние имаме моќта, одговорноста и контролата во нашиот живот, за да си го одредиме, или некој друг ни го води животот. И тие се тие 40% што влијаат на нашиот избор да бидеме или да не бидеме среќни. Јас на моите клиенти стално им кажувам дека имаат на располагање, би имале 4000 недели, ако доживеат 80 години. Тие 4000 недели, како човекот ќе си ги искористи, е негово право. Дали ќе ги искористи на креација или ќе ги искористи на фрустрација. Но да знае дека тој е автор, толку е времето е тоа дадено. И сега ние дали ќе одлучиме да живееме во минатото и да се занимаваме со тоа кој што свинин направил неправда, или во иднината, ама да се фокусираме на стравовите, на тоа што носи страшно иднината, или ќе живееме и сега и тука и ќе знаеме како да препознаеме што ни прави добро, како тоа да го комуницираме. Со еден збор, мојата максима е да бидеме автори, а не актери во сопствениот живот. Позитивната психологија влијае врз среќата на овој начин што ви кажувам, значи да се освести нашата активна улога во сопствениот живот. Односно, да се насочиме кон ресурсите наместо кон дефицитите. Еве можам да споменам еден пример што сум го кажала и јавно. Тоа е со еден австријски психотерапевт, Виктор Франкл, кој бил затворен во логорите на смртта. Потоа развива еден психотераписки правец и пишува книга Потрагата на човекот по сопствената смисла. Читајќи го неговото искуство, вие сваќате дека тој човек бил угледен, бил богат, имал се, и одеднашка преку ноќ тоа све го губи. Се наоѓа во еден логор, буквално гол, ишишан, и го крие докторатот под својот мантил, бидејќи тоаш немало клауд да ги чува документите да може да се повратат, и му го зимаат, и тој станува буквално без ништо. За среќа преживува и потоа ја пишува и оваа книга и го развива својот психотераписки правец, логотерапија. Така што тој фокус и концепт што ви го кажувам, тој некој може да каже да, јас имав големи планови во животот, меѓутоа ме затворија и еве јас не можам понатаму во животот заради тоа и тоа, да наведете причини, бидејќи аргументи секогаш има. Или ќе речете да, јас сум еден од среќните што го пребродиле, го преживеале ова и сега го имам мојот живот понатаму на располагање како сакам да го живеам. Така да тоа е клучот на тоа како ќе се поставиме во животот и тоа е позитивната психологија, тоа го поттикнува кон сопствена благосостојба преку активна улога во сопствениот живот.